Почитувани гледачи, добро вечер. Ново издание на емисијата за македонските работи. Вечерва покрај мене имам еден толку добар соговорник со кого што ми се чини дека можеме да, кога ќе седнеме, да разговараме цели денови, цели ноќи. И тоа би биле, и тоа се муабети што имаат своја основа, муабети кои што се подкрепени со факти, и сето тоа е поради способностите на мојот вечерашен соговорник да ги абсолвира новостите, фактите, меѓутоа и поради неговата нескриена жет за истражување, за наука, за своја вистина. Така што, еве, го најавувам мојот драг пријател Мишо Китановски. Мишо, благодарам. Добро вечер. Благодарам и многу честитки и поздрав до гледачите на Вистел. Так. Мислам дека ќе имаат прилика да слушнат некои работи што досега биле многу малку или никако не биле присутни во нашиот медиумски простор. Тоа беше целта, познавајки те и знаејќи што се знаеш, беше редно време да седнеме да поразговараме пред камерите за да покажеме да ја покажеме нашата македонска вистина. Во најавата сакав да те најавам со многу повеќе, може да те најавам многу долго, меѓутоа само ќе напоменам дека твојот новинарско-публицистички стаж изнесува 60 години. Точно. Тоа опфаќа истражувања на и за културата, за литературата, за историјата, за културното наследство, меѓутоа и опфаќа истражувања за селата, за македонските села, односно сето она што го сочинува македонскиот културен, општествен, јавен, да кажеме, живот од ослободувањето од 1945 година наваму. Мишо, пред да почнеме со нашата тема да разглабаме теми, само накратко ќе споменеме дека твојата куќа во Вевчани е прогласена за културно наследство на Македонија. Кога е изградена, сосема накратко, значењето, чувството да се живее во еден таков објект? Бидејќи моите прадедовци и дедовци биле печалбари, и тоа во Романија, во Влашко, Влахија, сето богатство што го стекнале таму, се занимавале со угостителство, го пренеле во Вевчани. Изградбата на куќата на Китановци во Вевчани е почната 1898 година, со тоа што било купено местото, почело да се равни за изградба, а била вселена есента 1906 година. Всушност, таа куќа представува не само за нас, туку и за Вевчани како една културна средина, една приказна што се протега близко 2 века. Мојот прапрадедо Јован бизнисот го почел во Солун, но неговиот син, мојот прадедо Андре, го реализирал во градот Галац, во Влашко, односно Влахија. Сите пари ги пренесе тука и да бидам пократок. Куќата ја се граделе 25 мајстори, имала 5 варници за правење на малтер. Дрвата, односно гредите, биле доносени од македонскиот дел во Албанија. Потоа камењата биле делкани. Еден камен, нерешките мајстори од селото Нерези, Дебарско, Струшко, го делкале за 1 лира. Значи, можете да замислите колку ќошиња има и колку делкани камења. Можеме ли тогаш куќата, влијанието, тоа внатрешно чувство да се биде во таа куќа, да ја поврзиме со твојот интерес за проучување на културата, на фолклорот, на македонското наследство? Јас искрен да бидам живеев најдолго со мојата
преубава и преумна, премудра баба Неда Китановска, Мажена Кочовска. Таа имаше таква моќ на раскажување и толку паметеше, што во наследство ми ја остави легендата за постанокот на името на Вевчани. На името за Вевчани се навраќа и нашата македонска икона, мојата домашна икона Блаже Конески. Но нејзината легенда суштествува во откривањето на значењето на зборот Вевчани. А тоа е? Всушност, бидејќи населбата прво била во равницата долу, водата од изворот не можела да стигне до таму. Тогаш водачите на селото решиле да дојдат кон изворот. И кога дошле на изворот и реката ги крстиле Матица, тоа значи Матица во пчелното семејство, значи ги собрала луѓето. Вевчанци се собрале околу Вевчанскиот извор и од тој собир, тоа собирање станало Вевчани, односно прво се викало Венчани. Тие се венчале за водата, за изворот и од тука оној инстинкт на Вевчанци дека секој пат ќе бранат водата. Секој пат ќе го бранат изворот и со тоа секој пат ќе си го бранат огништето, родното, милениумско огниште на кое живеат. Што го врзуваме па и со настаните што се случија 1987 година. Да, втората половина на 80-тите. Но, сакам искрен да бидам, Вевчани се наоѓа во митски простор. Значи, митското, бидејќи лежи меѓу две патеки. Едната патека по која минал Свети апостол Павле, а втората патека по која минувал многу често и многу години до својата смрт 916 година Свети Климент Охридски. Затоа што Свети Климент Охридски имал кревко здравие и од мај до септември доаѓал да живее во Горна Белица. Во Горна Белица, по повод неговото име и свештенство, Охридската архиепископија во регионот Кутмичевица, значи, изграден е во Горна Белица и првиот манастир, односно црква, со името што го носи Свети Климент Охридски, исто така и во Охрид, Света Перивлепта Охридска, па потоа Свети Климент Охридски. Значи, Вевчани, меѓу тие две патеки, од секога живеело и убеден сум дека секој пат ќе живее. Тој митски простор што го спомна, постепено ќе го напуштаме од Вевчани и ќе се преселуваме на една тема која што само ќе ја начнеме повторно, бидејќи имаме толку многу да зборуваме и толку многу сакам да слушнеме информации од различни области. Блаже Конески, неодминлив, ние ги спомна. Апсолутно, бидејќи славиме и 80 години. Да. Оваа година е година на 80-те децени. Во меѓувреме ти и објави книга. Да. Нешто за тоа? Јас, кога во мугрите на македонската самостојност почувствував една голема тегобност. Еден човек погрдно се изразен за Блаже Конески. И тоа мене лично ме погоде затоа што јас сум од онаа генерација која го и учеше азбуката во која тој најмногу вложил, а е прифатена на 5 мај од страна на президиумот на АСНОМ, објавена е на 6 мај, двоброј е тоа, 5, 6 и 7 мај, во весникот Нова Македонија на втората страница. Тоа е великденскиот број. Да. Имав скоро можност пред недела-две да го листам. Во по повод великденски број. Празници. Тоа троброј и во истиот број тогашниот министер Никола Минчев има напишано за нашата азбука. Значи, јас во 1994 година, по повод 50 години од ослободувањето на Неготино, имав прилика да се сретнам и да разговарам со Лазо Мојсов. Тогаш се уште важеше за прва личност во дипломатијата на Авнојска Југославија.
тој ми откри во неврзаниот разговор дека во Крагуевац учел во исти клас, седеле во иста клупа Лазар Мојсов и Блаже Конески. Значи имаат етиги некои врски. Тоа ме предизвика мене, јас да го почнам да го истражувам оној детско-младински период, ученички средношколски период, покажување за селото во Небрегово, самиот Конески сведочи во книгата Разговори со него, потоа за животот и детството, основното образование што го стекнал во Прилеп од второ одделение натаму, од Коце Солунски, македонски писател и негов другар од генерација, така. да, а за средношколските гимназиски денови во гимназијата во Крагуевац 5 пати ми сведочеше самиот Лазар Мојсов. Разговорите ги водев во Белград. Книгава, значи се содржи од моменти од младоста, детството и младоста на Конески. Да. Остави ли нешто впечаток? Кој е заедничкиот вака да сублимат што може да се излече? Како бил Конески како Прво, млад? Блаже Конески секој пат бил одличен ученик. Второ, секој пат бил најдобар, најмирен. Трето, од кога научил шах бил секој пат најдобар. Дури ќе кажам мала дигресија. 1945 година, пролетта во Скопје се одиграла, по повод ослободувањето, се одиграл шаховски надпревар меѓу шаховските екипи од Белград и од Скопје. За белградската шаховска екипа настапил Александар Матановиќ, велемајстор. Блаже Конески на првата табла извоевал победа, односно реми, а другите изгубиле. По повод реми, извојуваното реми... Со велемајсторот. Со велемајсторот. Бил избран за прв председател на Шаховскиот сојуз на Македонија. Една релативно, да кажем, непозната информација. Да. Значи, вака, ако се враќаме назад, Блаже Конески прв председател на Друштво на Шаховско, писатели. на писатели, Да. на академија. Да. Значи, ние сме срекли што се појавил воопшто таков човек за да го направи тој чекор за формирање на овие македонски први институции. А јас искрен да бидам. Сега ја пишувам да ме крепи здравјето, ја пишувам книгата Тапијата на Конески. Кодификатор и афирматор. Во незе јас се обидувам да растерам некои присутни магли што беа за време на годините по самостојувањето на Република Македонија, наметнати и во некои средини малку и прифатени. Тоа практично значи дека со манипулација можат да се заведат луѓето, но со аргументите и вистината се победува. Значи, не вистината се победува. Так. Значи, зборувајќи вистината, човек може да се определи за незе или да се изгуби во времето и просторот, без самиот да биде свесен. Всушност, Блаже Конески е број 1. Ако сакаме да дефинираме што е личност што партиципирала не само во историјата на македонската литература, култура и јазик, туку воопшто што партиципирал, тоа е еден космос. Блаже Конески всушност целиот свој живот му го подари на македонскиот народ. И добро се носеше со сите надворешни притисоци, омаловажување од страна. Мене ми имат раскажувано по возрастни луѓе што имале контакт, секојаш десол полека, смирено, не влегувајте во конфликти, вистината е на наша страна. Блаже Конески е првиот и единствен македонец, подвлекувам, единствен македонец, кој што е најнавредуван воопшто во историјата на македонскиот народ. После е навредуван Лазар Колишевски и после други. Но, најмногу го навредувале етнички македонци, асимилирани бугари и борци за бугарската кауза во Македонија. Коста Црнушанов, Кирил Мирчев и компанија,
кои што живеат таму, на грбот на пропагандата бугарска, на брановите на бугарската пропаганда, навредувајќи го Блаже Коневски со најмизерни, најдолни, најнедолични, најнечовечки зборови го навредуваат. И дури искрен да бидам, ми е срам, дури имам дилема дали да ги употребам во мојот нов ракопис. Тоа е твоја одлука, нема да навлегувам во тоа, меѓутоа, еден од неговите професори во за времето на школувањето во Софија има истакнато Пејо Драганов. Нема дека не видел подобар студент од Блаже Коневски. Да. Поначитан, сообразлив со материјата и човек што така лесно ги впива и ги учи науките што му се предочуваат. Значи, искрен да бидам, Блаже Коневски 39-та, учебна 39-40 година, првиот семестар студирал медицина. Но вториот семестар во Белград на филозофски факултет преминал на катедрата за словенски јазици и од тука почнува неговиот блескотен пат. Сончев пат, јас го нарекувам. Он станал полиглот. Знаел 10 јазици, да ги зборува и да пишува. Така. И сега пазете, кога во такви средини живее и кога во такви средини, например, се напојува, во Белград ги открива сите томови во кои се објавени приказните на Марко Цепенков. Во Софија живее во куќата на Крсте Гермов, Шакир војвода. Тоа е факт. Изворна ги слуша револуционерните борби на македонскиот народ од пред Илинденскиот, поилинденскиот период. Слуша за сите војводи. Се напојува од делото на Гоце Делчев. Се напојува од другите дела. И сега, кога таков човек имате, тоа е едно величие што другите народи немале такови. Имале кодификатори. Вук Караджи во српскиот јазик, Марин Дринов за бугарскиот и така натаму Станко Врас, не е тоа важна работа. Меѓутоа, Блаже Коневски, тоа ќе го видиме и во неговите песни, посветени на Рајко Жинзифов, на Прличев, на Колене Делковски. Значи, една лепеза која преку поетскиот стих, преку поетската реч, всушност ни испраќа историска фактографија. Сега ме повлекуваш за јазик. Свесен сум дека времето не е ограничено, дека сакаме да правиме мовет за друго, сакам да одиме насоката. Меѓутоа сега ме повлекуваш за јазик. Јас оваа дигресија ќе искористам. Имав можност Ѓорги Сталев, разговарајќи еднаш во стариот стан, еднаш во новиот стан, ми раскажува, вика, на оваа маса седевме со доаѓаше Крсто Гермов. Шакир вика има седел на оваа маса. И во муабетиве дознам дека таа историја што можел да ја раскаже Шакир на Блаже, во најмала рака сигурно му влијала на максимално на Коневски. Да. Ама и сега, ако бидејќи после ослободувањето Шакир војвода дојде во Македонија. Во Македонија и почина, објавени се неговите сеќавања, мемуари. Така е. Значи, и кога од денешен аспект ја читате таа книга, всушност добивате толку голема инспирација, толку големи возбуди во вас, клокута, се јавуваат, те брануваат, не те остават да бидиш равнодушен. И мислам дека е многу голема штета што не зборуваме за такви мемуари. Пример, тука е и Ангел Динев. Значи, кога ќе се прочитаат и неговите книги. Таа е таа генерација што останува после војната таа илинденци револуционери. Слободно љубива генерација која живеела во 3 окупации. Турска, бугарска, српска, дали мерате? И на крајот 4-та македонската слобода, они ја искористија да се исцедат. Не е во вулгарна смисла на зборот, да се го кажат она што со себе го носеле и во кое равноправно учествувале.
Сега ги спомна односите со Бугарија и бугарското омаловажување на Коневски. Ти имаш доста работено и минатата година објави, меѓу другото во Стожер, во списанието на Друштвото на писателите на Македонија, во 2 продолженија за македонската култура во Пиринскиот дел на Македонија после ослободувањето. Меѓутоа имаш многу пишувано, имаш монографија посветена на македонците во Пиринскиот дел. Што е она што овие луѓе ги врзува денеска со македонците во Слободна Република Македонија? Какви биле тогаш односите после ослободувањето? Еден краток историски преглед може ли да се даде? Значи, и политичката ситуација, меѓутоа и културната ситуација што се јавува во Пиринскиот дел на Македонија. Македонците во Пиринска Македонија се автохтони, свој на своето, како македонците во Вардарскиот дел, во Егејскиот и во делот на Албанија. 1913 година во Букурешт всушност е распокинато живото тело на македонскиот народ и на македонската етничко, географска, историска и секаква територија. Во Пиринскиот дел на Македонија всушност Иван Козаров Така? уште во јуни 1941 година како свесен македонец отвара оган на бугарска чета и всушност тоа е и првата пушка во Пиринскиот дел против бугарската окупација. Иван Козаров. Иван Козаров. 41 Прва година, во јуни. Во јуни. Да. Тоа е и пред октомври. Октомври. Да. Пред овдека да се случи Да, тогашниот Вардарски, да кажем. Да. Значи, тоа работа он ја направи, а подоцна како истакнат партизан загинува. Всушност, значи, загинува како истакнат партизан. 1944 година, после 9 септември, во Пиринскиот дел на Македонија настапува исклучително македонската националност, национална мисла. Се отвара учителска школа во Горна Џумаја, денешен Благоевград. Така. Предава македонски јазик Круме Кепевски, што ја напиша првата граматика на македонскиот јазик како учебник за средните училишта. Почнува да излегува една страница потоа и целиот број на Пиринско дело на македонски јазик. Театарот? Сега ги редам. На 11 октомври, најсвечено 1947 година е изведена премиера на представата Печалбари од Антон Панов во режија на Илија Милчин и на Крум Стојанов. Од македонска страна на првата изведба учествуваат и Тодор Николовски и Петер Прличко. Потоа се случува во декември на почетокот, заминува првата тура на македонски учители од Република Македонија, во 50 учители, кои што претходно завршија подготвителен курс, да предаваат мајчин македонски јазик и македонска историја. Но во некои села поголеми, кај што немало учители доволно, предавале и физика и математика на македонски јазик. Така да почнува, а втората група учители па настапува на 1 јануари 1946 година, 46 година. Така што 101 учител плюс Круме Кепевски, професор во учителската школа, и плюс Митко Илиев, кој што е заменик областен просветен инспектор, се 103. Не земајќи ги артистите во областниот македонски народен театар. Се вика областен македонски народен театар. Каде се наоѓало седиштето? Во Горна Џумаја, односно Благоевград.
Горна Џуме, се уште тогаш. Да, тогаш Горна само Џуме. уште ова да додадам за гледачите да стекнат, се отвараат книжарници 3 под името Македонска книга во Благоевград, во Петрич и во Свети Враќа. И во Невркоп, се извинувам. Таму се продаваат 500 примероци од Нов ден. Првото македонско списание на македонски јазик. Таму се продаваат 5500 примероци Млад борец. Таму се продаваат 8900, 9100 примероци на Пионерски весник. Таму се продава Нова Македонија. Нова Македонија, па како собствена задача и одговорност, го испраќа Лазар Манчевски Пинџур да биде прв дописник од Пиринска Македонија. Тоа е од тука го испраќа таму како дописник. Дописник. И он така и фигурира. Дали имаме новинари кои што испраќаат или на некаков начин се врзани со Нова Македонија од Пиринскиот крај? Да, има Стојан Муртин. Стојан Муртин е истакнат македонист, македонец, предаден македонец, значи, кој што станува покрај Лазар Манчевски, редовен дописник на Нова Македонија. Но уште позанимливо е што весникот, Пионерски весник, отвара рубрика Вести од нашите во Пиринска Македонија. Таму јас ги броев. И во мојата книга имам неколку објавени. Се објавуваат песни од македончиња од Пиринска Македонија, писма, кога ќе ги читате нив, толку ќе се облиете, ќе се наполните со топлина, како тие ги пречекувале македонските учители. Имам сведоштво од Алимпије Калајџиски, учител од Вевчани, кој што во селото Мосимиште ми го сведочеше следното. На пописот 1946 година, тоа е пробен попис, прв во Отечествена Бугарија. Дошле попишувачите, ама на сите им ставиле бугарин. Значи, и покрај не ги прашувале македонци во Мосимиште, што се, туку како се викаш ќе го запиши, а попишувачот ќе напиши бугарин. Кога го виделе тоа младинците од Мосимиште, ги пречекале попишувачите на крајот од селото кога си оделе, им ги зеле пописните листи и ги прецртале бугари, кај што пишувало, напишале македонци. А учителот Борис Дуцкиновски, пак од Вевчани, подготвил хор со македонски народни борбени револуционерни песни од Илинденскиот период и од славната народна ослободителна војна на Македонија. Знаете, бил избран за најдобар хор на Република Бугарија 47 година. Додека се уште тие меѓудржавни тогашни односи се добри. Да. И сето тоа се расипува 48 година со Информбирото. Во јуни, кога избива резолуцијата на Информбирото, судирот меѓу Советскиот сојуз и тогаш Авнојска Југославија, односно судирот на Тито, Јосип Броз Тито и Јосип Висарионовиќ Сталин, односно на Комунистичка партија на Советскиот сојуз и на Комунистичка партија на Југославија, настанува вистински линч за сите оние македонци што се пројавиле на македонска линија. Биле оптужени како предавници, лежеле во затвор и тоа лежеле во затвор во Русе. Биле спуштани со сонда во Дунав за да им испукаат ушните тапанчиња, за да оглуват. Но сепак голем дел од нив успеале да ги издржат најжестоките сталинистички методи и да обстојат како македонци. Затоа и има една книга Македонија е мојата татковина во 2 тома објавена на македонски јазик и тоа е она што ако не го прочитате и ако не го знаете, нема да. Имам само уште една дигресија.
Ме 1970... интересира, ќе ми докажеш, само имај го нум, ме интересира што се случува со тие луѓе што остануваат таму. Остануваат во Бугарија, прогонети се од Бугарија, доаѓаат во Македонија. Што се случува со тие? Следното е, во септември 1947 година, македонската влада повикува македонски ученици што завршиле средно училиште да дојдат да се школуваат и да студираат во Македонија. Тогаш доаѓаат 160 македонски младинци и младинки, интелектуалци. Да, едните се запишани во учителската школа Никола Карев, живеат во интернатот, другите се запишани на факултет на универзитетот во Скопје, а дел од нив, кога и после резолуцијата се отишле, дел останале начело со Иван Катарџиев, нашиот академик и историчар. Така. Значи, останале и се вклучиле во македонскиот живот и во образовното дело. Сакам само ова да го кажам. 1976 година, јас како главен уредник добив покана да се формира одбор за собирање на документи за Пиринска Македонија. Која година? 76. 76-та. Добро, ти тогаш си уредник каде? Јас сум главен и одговорник на весникот на просветен работник, весник на просветните, културните и научните работници. И тогаш се формира одбор на чело со тогашниот Душко Поповски од Секана Македонија. Но во него влезе Перо Коробар, исклучително значајна личност во Македонија. Тој беше директор на трите книжарници во Пиринска Македонија за време на национално-културната автономија, 44-48. Врските на Перо Коробар со Рацин, монографиите? Да, со монографијата. Тој влезе, потоа влезе директорот на просветно дело, кој што ни ги ослободе просториите да се држувам, влезе Митко Илиев, заменик областниот просветен инспектор во Софија, во Пиринска Македонија, а и јас како секретар. Ние работевме 8 месеци. Меѓутоа стигна наредба по нота на Бугарското министерство за надворешни работи, одборот формиран во Скопје за Пиринска Македонија да се распушти. Одборот се распушти, но јас бидејќи тогаш инспиративен, инспириран, желба за откривање, любопитник, се втурнав во истражување и обезбедив купишта документи, изјави, сеќавања, така ја напишав книгата Пиринска историска вистина, која 30 дена на цела страница излегуваше секој ден во дневниот весник вечер. Дел од таа книга, од тој ракопис, што подоцна стана книга, објавив во 2 наврати по 15 продолженија во дневниот весник, во првиот дневен весник на македонски јазик Нова Македонија. Тие ги собрав јас и се направи една топла книга, автентични се сведоштвата. Но, уште ова да го кажам, учителите од Македонија не отидоа сами, туку беа повикани од Министерството за народна просвета на Република Бугарија. Бугарија... И некој како би пошле во друга држава. Се е легално во интерес на реализирањето на заклучоците на 10-тиот пленум на Комунистичката партија на Бугарија, на чело со Ѓорѓе Димитров, донесена е резолуција за културно-национална автономија на Пиринска Македонија. Прва работа, воведување на македонскиот литературен јазик.
воведување на македонската историја за учење во основните училишта и во средните училишта, сите во Пиринска Македонија. Бидејќи нема кадар таков, министерот Нејчев бара званично со писмо пред нашите власти, пред владата на Република Македонија, тогаш Народна Република Македонија, и од тука тогаш одат учители, 101 учител во Пиринскиот дел. И уште ова, најмладиот учител, 17 годишниот Среќко Поповски од Куманово, што завршил учителски курс, испратен е да биде учител во селото Влахи и живеел во куќата на Јане Сандански. Во селото Влахи? Да. Те прашам, овие работи, овие искуства доживување што ги имаш, бидејќи во повеќе наврати, подготвувајќи се, ги проследувам твоите патувања, шетања, истражувања ширум Македонија, по селава, наоѓајќи личности со кои што може да се дискутира, да се зачува нивното сведоштво. Сега, освен оваа работа на собирање документи и твоето учество во разни вестници, ти го работеш и вестникот на борците на Македонија. Да. Што е исто така своевидно искуство, своевидно доживување и си имал сигурно можност да се сретнеш со разни приказни. Малку околу твојот ангажман во овој вестник на борците. Да бидам искрен, моите љубопитства се неограничени и сега, на овие години. Меѓутоа, ќе направам мала дигресија за да кажам нешто. Во мугрите, ќе повторам, на осамостојувањето на Република Македонија, дојде еден, ме побара непознат човек, дојде, разговаравме, ми откри тајна, зашто рече, ова припаѓа на македонскиот народ и на историјата на македонскиот народ, ти го оставам како аманет, но ми постави услов да го објавам после 35 години. До година доаѓа 35 години. И ќе кажам ексклузивно кој го убил Методије Шаторов Шарло. Ова е ново. Да. До година? Да. Затоа што беше човекот, искрено да бидам чесен пред гледачите на Вистел телевизија, вистинска телевизија. Да, вака ме фати неподготвено, ова не беше подготвено и ме фати изненаден сум со овој момент. Да. Поврзано со убиството на Методије Шаторов Шарло. Да. Кога он ми го кажа тоа... Дали тоа значи дека следната година... Да, го имам напишано текст. Во третата, во некое друго издание, да кажеме, или на оваа емисија, или во некое друго издание. Со задоволство ти гостувам да го открием. Ќе го откриеме, да, ексклузивно. Да ви кажам, јас кога отидов да правам мега интервју со Милован Ѓилас, човекот, убиецот, ме чекал долу. Со Милован Ѓилас? Да, јас. Која година е тоа? 91. 91. Милован Ѓилас, убиецот на Шарло, ме чека долу на тротоарот. И кога се симнував со Милован Ѓилас и со неговата сопруга, да одам на промоција, го прекинавме разговорот, да одам на промоција на неговата книга Нова класа, значи, јас малку побрзав, долу на тротоарот подпрен на дрвото стоеше човекот што го рече следното. Мојот голем нос ми кажа дека горе кај Ѓидо има странка. И јас ве чекам вас. И јас му реков, и јас ве чекам вас. Тоа беше убиецот на Методи Шаторов Шарло. Ова е веќе момент во кој што разговорот можеме да го одиме во сосема се враќаме на другите љубопитства. Да, на другите љубопитства. Разговарајќи со тебе, што те привлече, веќе и време во полека изминува, и повторно, како и секогаш, те оставам
имам толку добар соговорник, задоволство ми да седам, да ги слушам приказниве што се случиле. Кога, бидејќи ме прашавте за уредувањето на весникот, 5 години бев главен и одговорен уредник на месечната ревија на Сојузот на борците. Јас имав прилика од многу народни херои, а и многу на народни херои им бев редактор на нивните книги. И јас имав директен разговор со нив и тие ми оставија, сметајќи ме дека сум сериозен човек, дека нема да правам од тоа афери, нема да навредувам луѓе, туку само ми ги оставаа спомените, еден ден колку ќе живеам да ги оставам и јас на површина. И тогаш јас слушнав за многу борци, а за еден и напишав и објавив на 2 страници во весникот тогаш Фокус, предавствата на другарот тој и тој. Колку вакви сведоштва имаш? Спомени. Па имам многу. Имам, значи, со ПЦ Пепелјуговски генерал, со Тихомир Шаревски. На Тихомир Шаревски 2 книги му редактирав, имав прилика тет. Дали ме разбирате? Значи, кај него кога ќе поправев, го прашував дали е тоа, дали ја погодувам смислата. Значи, такви работи. Значи, имам многу. Повеќе имам, едноставно. Овие сведоштва објавени се? Не се. Значи, запишани се во ракопис? Да. Пречекувани се на машина? Не, како се? само во ракопис. Ја водев белешки. После секој разговор, значи, додека ми уште свежо. Да речиме, пишувачите, односно негаторите на македонската азбука после самостојноста, кога се јавија една мала неформална група, они измислуваа невистини, а мене и го прозиваа Милован Ѓилас и го правеа дека тој ја составил азбуката, дека истични работи. Кога јас тет со него зборував, се виде дека ситуацијата и односно вистината е поинаква. Второ, правев мега интервју и со Владимир Дедиер. Кај Владимир Дедиер отидов да разговарам за многу работи, но само за историјата на македонскиот народ. По објавувањето на интервјуто со Владимир Дедиер, веднаш многу луѓе ми се јавија и дури во една книга сум присутен на мојот колега, драг колега Борис Попѓорчев, зашто Владимир Дедиер ми рече... Каде е објавено тоа? Тоа во 21 ревијата што бев главен. Владимир Дедиер до буква ми рече вака: синко, праши ги твоите македонци што правеше Јово Шаши во Велес. Тоа е убиството на оние 50 велешани. Отвараме многу болни теми. Да. И фактички целиот повоен, тие 5-10 години повоени од македонската историја, 45 до 50-тите, 50 и некоја, имаме навистина еден колку добар, значи имаме слобода, меѓутоа имаме еден травматичен период со испраќај на политички затвореници, на Голиот ток, со исчезнување на луѓе и цела оваа твој ангажман околу овој период е драгоценно присуство во македонската историја. Кон сето ова, почитуван Славчо, приоѓам од новинарски аспект. Значи, и јас не се занимавам со текстови полни со фусноти. Јас директно, каја фуснотологијата ми е страна работа. Так. Зашто мене, моите преддраги уредници ме учеа да пишувам јасно, чисто, кратко, ангажирано, актуелно. И јас тоа го применувам. Не ставам ја кај мене, но на крајот имам напишано огромен текст, 25 страници, македонските писатели на Голиот ток. Исто ми е тоа долго истражување.
Затоа го спомнав. Со име и презиме. Голиготок, бидејќи навистина тој повоен период за некои од тие македонски семејства, фамилии е навистина травматичен. И се доживува на тие семејства го доживувале на поинаков начин од кој што мнозинството го доживувало. Имаме слобода, имаме училишта на македонски јазик, меѓутоа се имаме на македонски. Меѓутоа, тоа е зовриено време. Од една страна, македонскиот народ станува собственик на својата судбина. И вознесот на мојот татко од слободата, од печалбар, добива држава, која сака да ја гради убаво, за да биде убава за неговите потомци. Так. Меѓутоа, во тоа зовриено време, да не бегаме од вистината, јас тука сериозни забелешки ставам на поединци кои фрагментарно откинуваат нешто, а не го пообштествуваат. Оти видете, се уште е жива бугарската буржуазија. Се уште се живи бугароманите во Македонија. Се уште не се осудени до крај сите контрачетници бугарски. Значи, се уште клокоти, со други зборови, како зовриен лонец, и сега нормално народната власт, на примерот на Венко Марковски. Значи, конкретен пример, Венко Марковски, изрази. Но не завлегувам во тоа. Сакам да ви кажам дека сите тие се ја пројавуваа против слободата на македонскиот народ. Трајко Китинчев, да речеме, и другите судени околу него, Јордан Чкатров, Димитар Чкатров, Димитар Ѓузелов, сите тие до тогаш, Ѓорѓи Киселинов, Стефанов, потоа Васил Хаджикимов, сите се етнички македонци, а сите се асимилирани бугари и борци за бугарска кауза во Македонија. Дури сите тие соработуваат, Цеко Стефанов, во вестникот Целокупна Бугарија што излегува во Скопје. Сите, сите некако имаат своји мани, сите имаат своји приказни. Така е. А приказниве ми се чини дека немаат крај, веќе доаѓаме при крај и на емисија. Јас се извинувам ако Немој да се извинуваш, одлично е да се слушнат изворно некои работи кои што треба да се кажат и да се многу слушнат. тези се заменуваа. Значи, примерот со стреланите во Велес. Јово Шашиć, само ова, Јово Шашиć ми вика, ние, кога дојдовме во Велес, ни дадоа список на осудени. А овие што сакаат да ги рехабилитираат соработниците на окупаторот, велат не, отпосле направено тоа не е вистина. Ке правиме уште една емисија, сигурно, да сме живи и здрави. Не навредив никој, мислам, јас... Сосема легитимно право имаш да го кажеш тоа што го мислиш и нема тоа што јас го слушав, така, јас само го принесувам. Сигурно ќе имаме, се надевам дека ќе имаме уште една емисија во која што ќе можеме да отвориме можеби некои такви невралгични теми, меѓутоа кои што треба да се слушнат. Полека ја привршуваме емисијава. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, се надам дека уживавте. Јас со многу големо внимание го оставив мојот соговорник да го каже тоа што го има да го каже, бидејќи отвара теми кои што еви за мене се релативно непознати. Мишо Китоновски, ти благодарам за вечерашното гостување. И јас многу ти благодарам. Се гледаме, се слушаме за многу брзо време, се надевам. Фала многу. Ако ме поканите, ќе дојдам. Што знам да остане на површина. Така е. Пријатно.